Дека и во овие 2,5 години реформите во образованието ги почнавме. Веднаш по доаѓање на власт, екстерно тестирање го тргнавме, нешто што беше голем проблем и за професорите, наставниците, учениците, но и за родителите, и ги зголемивме платите значајно на просветните работници, но тоа не значи дека овде ќе запреме. Реформите во образованието треба да продолжат. Во фокусот треба да биде и ученикот кој ќе биде квалитетно образован низ образовниот процес, но и наставникот кој е клучен за да добиеме добар производ. Понатаму ќе продолжиме со развивање на можностите и на наставниците, но и она што веќе го започнавме. Фокусот ќе биде на дуалното образование, на пример во средното образование, нови правила во учебникарството за подобри учебници во основното образование, поинаков пристап кон првооделенците. Сметаме дека начинот како тие во моментот учат не е доволно добар за таа генерација. Повеќе игра, повеќе низ игра учење, тоа ќе следи за најмалите, и многу реформи за кои ќе се договараме пред се со оние кои се вклучени во образовниот процес, а тоа се наставниците кои треба да го извадат добриот производ или високо квалитетни ученици кои со многу знаење за идни на оваа земја.